ЕСЗ, ПЕП, Единицата за јавен ред и мир, како и дополнителни служби, и тоа Крим техника од Штип, Велес, Тетово, додека пак од останатите служби ангажирани се Бригадата за противпожарна заштита, Јавното предпријатие Водовод, Дирекција за спасување и заштита, итна медицинска помош и ПАЈАК службата. Поради настанатите свлечишта кај клучката кај Стајковци према клучката Радишани по излегување на местото на настанот од страна на полициски службеници, било констатирано дека се заглавени околу 70 возила, се извинувам. Свлечиште било пријавено и на обиколницата на потегот Ѓорче Петров према Стенковец. Денес до 11 часот и 15 минути во настраданото подрачје на град Скопје пронајдени се, повторувам, 16 починати лица до овој момент, од кои 13 се идентификувани и предадени на семејствата и уште 3 починати лица не се идентификувани. Во моментов се работи на уште локации каде има пријавено дополнително 4 настрадани лица. Предходно информиравме дека 6 лица се водат за исчезнати и 22 повредени лица било пријавено дека се донесени во скопските клиники. Ова се информациите со кои што до овој момент располага Министерството за внатрешни работи и кои што ги добиваме од оперативниот кризен штаб на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа за жал ситуацијата на терен се менува од минута во минута и стравуваме дека бројот на жртви ќе се зголемува, значи, во наредниот период, меѓутоа за тоа ќе имаме дополнителни информации. На која возраст се идентификуваните и од дали имате од кои населени места? Значи, се уште не располагаме со таква информација, како што ви кажав, информациите многу брзо пристигнуваат. Не успеваме во моментов да кажеме и да определиме од која се точно возраст се жртвите, меѓутоа во текот на наредните неколку часа ќе излеземе со таква информација. Спасувачки акции се уште со нашите екипи се уште на терен, значи и како се повлекува водата од информациите кои што ги добиваме, за жал се уште се наоѓаат тела на починати удавени лица. Името презимето само? Наталија Спирова Кордич, начелник на сектор за односи со јавност и протокол во МВР.